Денеска првото утринско кафе го пиеме со Татјана Алексик, професорка по македонски јазик во гимназијата Раде Јовчевски Корчагин. Во што е тајната да се биде сакана и успешна професорка и колку младите генерации го негуваат македонскиот јазик, ова утро ќе не открие самата таа. Добро утро и добро дојдовте во нашето утринско. Добро утро, добро ве најдов на кафе. Генерално, кои се вашите вообичаени утрински ритуали? Дали кафето е ваш умилен избор во раните утрински часови или? Ја буквално треба да излезам од концептот, не сум добар гостин за емисија која се вика на кафе, бидејќи не пијам кафе воопшто, значи никош не сум пиела, без оглед што целиот круг на моите поблиски и другарките се кафеџики што се вели, и кафето им е ритуал. Па згора со тој со цигарче и сето тоа. Јас обично пијам чај или некој од оние ме задева другарките пиеш од оние течни колачи, значи Irish кафе или кафе со многу млеко, нешто што не е побрзано со здраво, право, домашно кафе, турско, како се вели традиционално. Не сум кафеџа, да. Генерално, вообичаено, како ви започнува едно утро? Дали може би практикувате некои вежби ако имате време, не знам, возење велосипед? Вежбам трчање по автобуси, меѓутоа последно време и тоа задоволство не постои веќе, затоа што веќе нема зашто да трчаш, автобусите се поретки. Може да вежбаме билдање, кога ќе влезеш во автобус, тоа е статика добра да останеш во автобусот, да не ти исфрли некој надвор. Значи, одамна не возам од 2011, велосипед возев порано, сега не. Одам по пазари, носам по 5-6 килограми кеси со производи, со зеленчук и овоши, тоа се као тегови исто. Така што вежбам чистење, рекреативно, шега настрана, често одам на водно и моите деца имаат навика да се искачиме до црквата или до средноводно. И тоа го сметам за едно многу убав период од мојот ден, не наутро секако, бидејќи одам на работа, меѓутоа после работа или за викендот знам да берам од паднатите плодови од водно, од дивите коштени, па да декорирам нешто во мојата библиотека, и тоа ме радува, ми причинува задоволство. Тоа се некои физички активности кои ги практикувам. А инаку ранобудник сте, го сакате утрото или станувате од што мора, што се вика? Па јас сум сега климактобудник, значи жена во климак се буди во континуитет одеднаш со ништо предизвикано текот на ноќта или сабале, па не можеш да преспиеш. Спијам слабо, цел живот спијам слабо и како млада кога бев, немам здрав сон, можеби 5-6 часа ако успеам да ги соберам, тие попладне никош не спијам. Знам да дремуцкам некош сабота, недела да се опуштам до 7 до 8 часот. И тоа е моето, што се однесува до спиењето, ритуалот, не спијам. Во што е тајната да се биде успешна, сакана и почитувана професорка? Ако ова го кажувате јавно, значи веќе не е тајна, веројатно имате некој таков впечаток за мене, дека сум сакана учителка, а она што јас сакам да кажам, дека јас многу ги сакам. Учениците, училницата, учителствувањето, работата, нешто за кое што никош се неам пожалено или зажалено зашто работам, затоа што тоа е една работа во која што добиваш енергија, здрава детска енергија. Децата ти се радуваат, знаат да те почитуваат, на љубов враќаат со љубов. Тоа е нешто што ме исполнува и ја сметам за една благородна работа, учителската работа, да си дел од созревањето, растењето, воспитувањето на децата. Ние во средно училиште, учителките, наставничките сме педагози, значи не сме само учители, наставници, туку овој е воспитно-образовен процес, на факултет е веќе само образовен процес, така што доста влијаеме врз воспитувањето на децата и оно што јас секогаш го велам, мене не ми пречи толку незнаењето, затоа што незнаењето може да се надокнади во текот на животот, колку што ми пречи невоспитаноста кај децата, и тогаш вложам навистина труд да допрам до тие деца каде застанале во процесот на воспитување, кога ги нема тие основни културни навики, да не кажам само на хигиена или почитување на возрастен, почитување на учењето, на книгите, култот кон книгите, па и бонтонот кој некош на шега велев треба се воведе како задолжителен предмет, затоа што како се оди напред со компјутерската технологија, со современоста, некако се уназадуваме во поглед на културата и на културните бонтон навики, како да не се во мода, како да се исфрлени од мода и
почита и добриот збор, радувањето, радоста, да му дадеш неколку комплимент, да пофалиш некого, да знаеш да се, што ја само децата знаат да се в чудо не видат. Ние возрастните веќе забораваме, на некому кажеме браво, супер ти е концептот да водиш ваква емисија, да разговараш. Значи забораваме да фалиме, да ги пофалуваме и децата и луѓето, највеќе внимание ни привлекуваат скандали, прачеви озборувања, излегување од естетски и етички вкусови и норми. Има огромна разлика од времето кога вие бевте ученик и сега, зборувам во поглед на таа воспитаност, однесување. Има и неблагодарно да кажем дека ние сме биле повоспитани, секогаш имало и во наше време хейтери се што се рекуваат оние што знаеле, нели, со погрдни зборови да се изразуваат. И никош не сакам да ставам акцент на тоа дека ние сме биле поумни, подобри, попаметни, нашето време е поубаво, младост е поубава, младост е најубава. И тогаш кога се враќаме ретроградно во младост, имаме емоции кон таа младост и сметаме дека не биле убава. Секој време носи своји убавини. Меѓутоа нешто што забележуваме сите, се помалку се читаат книги, а во книгите сета култура на целиот свет. Како професорка, колку сметате дека децата, младите генерации го негуваат и почитуваат нашиот македонски јазик? И тоа не можам да генерализирам. Има деца кои навистина го негуваат, внимателно зборуваат, колку пати мене ќе ме коригираат, ќе ме кажат професор ке грешите во нешто, што е огромна радост за мене, но тоа е се помал број на деца. Повеќето сакаат да зборуваат на нивен јазик, сленг, жаргон, што е исто оправдано и тоа воопшто не е лошо, ниту може да го загрози јазикот, тој е нивен интерен јазик. Меѓутоа, кога се зборува официјално на час или по медиумите, треба да се внимава, а тие добро знаат, ако едно дете до 16 години има неверојатен капацитет да учи јазици, значи е слухиста. Нас веќе на овие години, 6 години, треба 10 пати да ни кажете нешто, па пак ќе го заборавиме. И децата учат јазици, учат странски јазици паралелно, стануваат полиглоти од најмала возраст. Па треба го негуваат и слухот за македонски јазик. И точно знаат да предат од тој сленговски јазик, жаргон, шатор јазик на македонски литературен јазик. Да се сака, да се негува официјалниот јазик на државата во која што зависиш, во која што живееш, па и зависиш во некоја рака, е основна култура, најважниот бонтон. И јас секогаш сум против, и тоа го кажам јавно, сметам и дека двојазичноста не отидемо насока да ги почитуваме другите идентитети и националната определеност од должна почит. Ние сме најубавото нешто Македонија, што сме мултиетничка земја и што се сакаме меѓу нас, меѓутоа државен јазик треба да остане официјален јазик и да се фаворизира и да биде секогаш приоритет во било која институција. Во однос на тоа што нели помладите се повеќе и повеќе учат странски јазик, и веќе го земам за пример англискиот јазик. Мој личен впечаток е дека често знаат да заборават некој македонски збор и на местото на македонскиот збор да употребат англиски збор. Буквално не знаат како нешто се вика на македонски, што реално тоа на некој начин е губиток за нас. Да, пак ќе кажам, меѓу нив нека интерна комуникација во реде и да се искористат интернационализми, ја ги користам. Меѓутоа, децата први треба да научат јазикот официјален на државата, покрај мајчиниот јазик, државниот јазик, а потоа сите други јазици. Прво македонски јазик, значи да им се чита, да им се пушта македонска музика, да им се читаат прикази на македонски јазик. Понекогаш знаеме да ги критикуваме овие турски, не знам, серии каде што има синхронизација, меѓутоа добри се, особено што нашите актери зборуваат одлично со добра македонска дикција и тоа треба да се слуша, затоа што прво што се лепи на слухот, да се слушне македонски јазик, убав јазик, убав не јазикот, богат не јазикот, многу ни е како не слушаат и настрана, има нешто симпатично во нашиот јазик, интересно, и тоа треба да е основна навика, основна културна навика на секој државјанин на Македонија, без оглед што е по национална определеност. Први државниот јазик, па потоа сите други јазици. При самиот крај сакам да напоменеме нешто и за вашето хоби кое што го имате, освен тоа што работите како професорка, дали може би имате некои други хоби?
Учителката е некакав воркохолик, еве да се искористам со интернационализам, јас сакам да работам во работата, во трудолюбието се пронаоѓам. Убаво ми прифаќам проекти. Еве нешто последен проект со кој што работаме со една не е само модна куќа, туку едно модно семејство, Елена Лука брендот. И баш се радувам што сум дел од тој тим кои пропагираат македонска мода, тоа е еден исклучителен македонски бренд и не сум таму затоа што на 6 години изигравам манекенка, туку поради трудолюбието и оно што го препознаа во мене, дел од тој тим и тоа е нешто што ми исполнува во последно време, секако ги пишувам текстовите, не можам да ги наречам ни колумни, затоа што не сум колумнист на порталот Човекот пред се и тоа исто ме радува, го сакам тоа, освен нели што сум активна на Facebook, па знам да се пројавам, да се произнесам со некои коментари или било што. Тоа се нели некои работи надвор од дом и некој исполнета сум како човек, како мајка, како сопруга, како пријателка, како сна, нели секогаш ја спомнам свекрва ми, не ја заборавам. Како пријател, како ете учителка, која што како што кажавте, глас и звучи дека е сакана од децата, меѓутоа и тие се сакани од мене. Тоа е нешто што е заемно. Децата препознаваат почит и љубов, затоа што ние сме спонтани во училница. Можеме за секунд да бидеме препознаени нашите деца, особено кога е ситуација напета, нервозна, кога сме нервозни. И она што можам да го кажам одговорно и да го тврдам јавно, дека никогаш не сум кренала глас на ученик, на дете, на било кое дете, ниту ме испровоцирале до таа мерка за да направам некој гест кој што после јас ке страдам. Соза на дете е нешто што најмногу ме вознемирува. Значи не поднесувам тажни деца, несреќни деца. Ова е навистина убаво да се слушна. Мене ме го разобавивте утрото со овој разговор. Се надевам дека и на сите оние кои што не гледаат. Ви благодарам што имавме можност за овој разговор и што имавме можност да го испиеме првото утринско кафе. Нека ни е на здравје утринското кафе. Поздрав.